Почитувани, владата предводена од Заев води агресивна кампања за промена на името, безмилосно трошејќи народни пари за своји политички цели. Жртви на оваа кампања се и најмалите. Власта ги злоупотребува децата и на своите рекламни материјали, а со нив ја покрива и слабата посета на средбите со граѓани и трибините. Јавноста е сведок на последниот немил настан во Скопје, кога на говорот на Заев едно од децата се онесвести, а тој без око да му трепне само го погледна и продолжи да говори. Ете тоа е резултатот од искористувањето на децата во политички цели, кои зад себе кријат тесно партиски интереси на криминалниот картел на власт. Очекувавме во овие 2 дена наназад Заев барем да информира каква е здравствената состојба на детето, да се одважи, да се извини, но очигледно толку е зафатен со своите манипулации на граѓаните, што нема време за тоа. Срамно и безобразно е однесувањето на власта, кои користејќи се со децата во кампањата, сакаат да играат со емоциите на народот и на тој начин да го покријат капитуланскиот договор со кој не само што не нудат известна иднина на младите, туку имускратуваат било каде да кажат гордо дека доаѓаат и живеат во Република Македонија. Почитувани граѓани, почитувани родители, гледате колку им е грижа на Заев и картелот на власт за вашите деца. Битно им е да ги употребат за некој политички поен, за некој грст гласови. Иднината на нашите деца е многу повеќе од плакат со изнасилено насмеаниот Заев или секвенца од прескапо платен спот. Иднината на нашите деца се гради со многу работа, труд и заложби, а не со неспособност и неработење како што прави оваа неодговорна власт. Оваа криминална власт со месеци наназад се влечка по плоштади, наместо да засука ракави и барем нешто да сработи за интересот на младите и на сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам.